Првично, предлогот закон е идентичен со една граѓанска иницијатива која што ја добивме пред недела две, подпишано 217 мајки, но поддржано од повеќе илјади мајки. Беше организирано само на неколку места за да се соберат тие 100 потписи колку што е потребно по законот и понатаму си одбра представник кој што би ја бранел. Истата беше отфрлена наводно поради тоа што беше неуредна. За да се убрза тоа, во разговор на комисијата, тие кажаа дека не би им пречело доколку сите политички партии им помогнеме тоа да оди побрзо и да го предложиме како закон за промена на законот за работни односи во однос на овој дел. Мислам дека тоа би било добро за тие кои што се грижат за децата, за имунитетот на децата. Има бројни причини, но секако најдобрата дефиниција или најдоброто решение мислам дека би го добиле низ една јавна расправа во собранието, каде што сите би биле поканети, и стопанствениците, и педијатри, гинеколози, мајки, татковци и така натаму, здруженија секако кои што се занимаваат со прашања од овој тип, и на тој начин може да видиме кое решение е најдобро, како што спомнавме дека мора сепак да се гледаат и финансиските импликации врз буџетот, но доколку нашата намера е искрена дека сакаме да го отвориме ова прашање, мислам дека треба да поддржиме да влезе во понатамошна процедура и понатаму со амандмани, благодарение на заклучоците кои што ќе ги добиеме, да го донесеме најдоброто законско решение за сите засегнати.